Во рамките на манифестацијата Денови на Кочанскиот Орис денеска во етно куќата се одржа официјален прием на делегациите и фолклорните ансамбли од Турција, Словенија, Хрватска, Црна Гора, Република Бугарија, од Србија и од Косово. Делегациите ги прими и ги поздрави градоначалникот Радко Димитровски, кој меѓу другото истакна: Добре дојде на 24-та манифестација на Денови на Кочанскиот Орис. Манифестација која што е културна, економска, научна манифестација која што го представува она што е богатство на овој крај. Тоа е белото злато, тоа е оризот од кој што екзистираат преку 50% фамилии од Кочанската општина. Ние како општина сакаме да му посветиме поколемо внимание на тоа наше бело злато и со оваа манифестација допринесуваме со еден мал процент да го зголемиме, да го популаризираме и да докажеме дека сепак овој Орис, ова наше бело злато е едно од најдобрите во светот. Секој е почити за другите, меѓутоа условите за екзистирање на ова храна која што имаме тука се најповолни од било каде во светот. Без претерување ќе имате можност да ги пробате специјалитетите во текот на овие денови и ќе имате можност да ги вкусите, да ги почувствувате сите тие благодети на ова наше богатство кое што имаме. Посекувајќи ви угодни денови, угодни часови овде со нас, да се дружиме, посакувам да сите се чувствувате расположени и да заедно се дружиме. Во името на гостите, благодарност за гостопримството изрази гостинот Павел Бања од Бугарија. Благодаря на всички организатори, на вашия шеф, на вашия кмет. Благодариме на организаторите, на вашиот градоначалник од името на ансамблот Детелини за приемот кој го направивте во наша чест и нека дружбата продолжи вечно. Направихте тука във вашата община, на вашия празник. Бъдете живи и здрави и нека дружбата да продължи вечно. Во текот на предпоследниот ден од манифестацијата се одржа фолклорното дефиле низ градот на Кочани и меѓународниот концерт на ансамбли и групи.